Она што е деновиве исто така многу актуелно е и тоа што се случува со грејењето. Ние сме сега среда јануари, а по сите прилики февруари, март се месеци кога во принцип веќе се поместија годишните времиња. Некако во декември е потопло отколку во февруари и во март. За таа тема го повикав господинот Димитар Хаџимишев. Добро утро, господин Хаџимишев. Добро утро. Кој што е експерт за енергетика, за топлински енергии и така натаму, уште од времето на топлификација, да прокоментираме што се случува со целиот овој сектор и со ова што сме соочени, веројатно не само ние, туку цела Европа па и светот околу овие движења на енергенците кои што направија да речем крш во она што се знаеше како некаков стабилен систем околу тоа како се троши, се набавува и по кои цени енергијата во светот. Господин Хаџимишев, како ја оценувате вие сега ситуацијата со грејењето во Скопје? Бидејќи сведоци сме дека се покренаа разни полемики, луѓе останаа без топлење, во Скопје има 3 големи сектори, да кажам, кои што се греат на различен начин и така натаму. Се чини дека БЕК успева да испорача, што е најголемиот испорачувач на оваа парно енергија и така натаму, но имаме проблеми со другите снабдувачи на топлинска енергија. Каква е според вас ситуацијата сега? Па тамам така како што ја рековте, БЕК испорачува и испораката е единствено заради тоа што го имаме тето. Значи, ако го немавме тето во овој момент... Тето е гасна централа која што произведува енергија? Да, тоа е гасна централа која со вредност од 170 милиона евра реализирана во 4 години проект. И тоа е практично тоа што во овој момент овозможува значителен дел од Скопје да се грее. Савајлешните во времења имат одредени делови проблеми, бидејќи најверојатно тето работи електрична енергија произведува во врвниот дел, пик лоуд делот, и тоа почнува некаде 6, некаде 7 саат са бајле и трае до 22 или 23. И тој период, а грејењето треба да почне у 4. И тој период меѓу 4 и 6 е проблематичен, меѓутоа и тоа се надминува, бидејќи практично поголемиот дел има квалитетно грејење, тоа не се осеќа. Што е тајната на тето? Зашто тето успева да испорача во овој момент? Тоа е технологија која во регионот прв пат се применува. Има такви комбинирани производства на топлина и на електрична енергија кои се по друг тип. Меѓутоа, во овој случај има два типа на производство на струја. Едниот е во гасна турбина и вториот е во парна турбина. Значи, практично тој процес има два типа на производство. И тоа овозможува да производството на топлинска енергија е еден вид на нус производ. Тој се добива од ниските притисоци во производството на електричната енергија, значи веќе кога е одработена одредена работа, и тоа му овозможува да има релативно ниска цена на топлинската енергија. Така да, тоа е технолошкиот дел овозможува и тоа е спасот во овој момент да можеме да работиме. Тето го набавува гасот на светска берза, предпоставам. Гледайте, бидејќи тето е во овој момент 89,2% собственост на руска компанија која котира на Московската берза. Значи, он има можност да од руските извори на газ добива по различни основи. Во овој момент се снабдува со компанија која според ревизорските извештаи е офшор компанија, меѓутоа тоа не значи дека е проблем, бидејќи и големите компании денеска... Добро, големите компании зборуваме за Газпром, да. Мислам, на крајот на кришата. Да, во овој момент тоа е Газпром, јасно е. Меѓутоа и тие таквите компании имаат различен тип на своји керки преку кои работат. Најверојатно они го имаат тој сегмент и тето во овој момент и продава газ,
еден од купувачите е БЕК, тоа е малку проблематично бидејќи се врзани собственички. БЕК е 100% во собственост на руската компанија, така да тоа веќе е работа која регулаторот треба да си ја регулира да може да видат тие односи чисти. Ситуацијата е тешка, не само во грејењето, значи парното, во струјата, тоа веќе сите го знаеме и така натаму. Прави ли доволно државата и што воопшто може да прави државата? Ви имате долгогодишно искуство, ваква ситуација не памтам јас, а не знам вие дали памтите дали имало во Европа и во светот. И тешкотијата на ситуацијата е што нема решение. Нема решение. Значи, во ово, бидејќи електричната енергија, вие немате објект кој, ако денеска решите да го правите, не е 4 години минимум. Значи, тоа е едната работа која е многу сериозна. Таквите објекти се на газ, а тој енергент има проблем во Европа, бидејќи има еден доминантен извор, кој сакали или не е тој, и тој тоа може да го користи и од геополитички цели до какви сака. Ја разговараме руската енергетска политика кон Европа долго време и веројатно ќе остане. Таму е многу битна работата е и кај нив многу тешка. Да. Не значи оти го има АТЕ, бидејќи целокупната ситуација е сериозна. Вие имате и демократија у Русија да има, да кажеме. Ќе имате зелени кои ќе викаат, ако е таква состојбата, они ќе викаат не, јаглен треба да се исклучи, нафта треба да се исклучи, газ треба да се исклучи. И сега борбата дали газот ќе остане у зелените или нема да остане у зелените, и дали нуклеарната енергија ќе остане во зелените или нема да остане во зелените. Во секој случај, мислам, на крајот на криштето и на Газпром му е во интерес да продава газ. Значи, едно е политика, од друга страна, се разбира, треба да у овој момент е, како ние што викаме, што тето ни е многу битен у овој момент, позицијата на Русија со газот е многу битна, бидејќи нив им се зголемија огромно приходите. Значи, вие да имате, и тоа се берзанските цени, ние ги имаме истите цени заради тоа што на берзата тоа се зголеми во претходната година. Господин Хаџимишев, сакам да ве запрашам, го гледам соопштението на владата вчера во однос на грејнава сезона и за тоа што треба и што може градот да направи. Во принцип, вие велите ситуацијата е многу тешка, нерешлива, практично е возможно само државата, односно владата, да истура пари во секторот за да го одржи. Друго решение нема ли? Има ли нешто што градот може да го направи? Не. Они треба да размислат што ќе прават со големиот дел од топлификациониот систем. Мислите, они на градот, мислите, на град Скопје? Така е. Пошто тоа и по закон е работа на градот. Треба да видат што ќе прават. Меѓутоа, тоа во принцип... Во која смисла што ќе прават? Да разјасниме. Они се трудеа да ја земат лиценца за дистрибуција, уште за времето на претходниот. Тоа е решливо, да не го отваряме таа тема сега. Тоа е решливо во било кој момент, може да се решат, меѓутоа и таму има одредна доза на незнање која се користи за да се остане у тој дел. Ама сега и прашање дали во ваква ситуација некој сака да го земе тоа под себе. Не, тоа само можат во овој момент да се вклучат државата, односно во овој случај за топлинската енергија на ниво на град, не може да биде на ниво на општина. Значи, Скопје мора да биде на ниво на град и да се најде заедничко решение за топлификациониот систем. А на ниво на електрична енергија тоа само државата може. Што може сега државата да прави? Бидејќи сами одвелите секаков енергетски проект, нов капацитет трае 3-4 години, дури и да се почне сега, ситуацијата во светот е таква каква што е. Државата веќе истура многу пари во таа дејност. Има ли некакво друго решение? Гледайте, за топлинската енергија тето е доволен да го одржи и во ова лошо време системот и да биде релативно подносливо и нормално. Таму ќе имат проблем тие издвоените делови какви што е Железарскиот и Скопје Север
и тој треба да се најде решение да има решение, да не ги дискутираме се, има решение за да може говориме да за парното во Железара и во Скопје Север. Сега, за електричната енергија државата има концепт да ги заштити домаќинствата, меѓутоа тоа зависи од тоа дали ќе имаме доволно домашно производство. Ако имаме доволно домашно производство да може да ги покрие домаќинствата, во овој момент тоа не е така, значи има недостаток кој мора да се купува на скапиот пазар. Тоа незамисливо било таа цени денеска што се настројат од 300 евра мегават час, кој се појави во 2021 година и тука е навистина проблематично. Ако успееме да значителен дел од домаќинствата кои се влезени веќе во заштитна зона и треба да влезат, тука нема зборови, примањата се такви какви што се, значи ако се успее да има домашно производство што поголемо, да не купуваме на скапиот пазар, тогаш подолго ќе може да се издржи ова ситуација. Меѓутоа, ако, да кажеме, падне домашното производство под одреден процент и тоа мора да се купува на пазар, и ние ќе помогнеме пазарот да се зголеми цената, ќе има нов купувач. Се разбира, тоа ми е јасно, ама еве ги гледам од овие што произведуваат брашно, од пекарската индустрија, преку јавниот градски превоз и приватниот превоз, до, да не говорам, разни индустрии, сите тие трошат енергија. Најстрашна е текстилната индустрија. Па, еве, тоа сакав да кажам. Он има два големи трошици. Значи, плата и струја. Трет нема. Меѓутоа, сега се појавува и друг проблем за тој тип на индустрија, што куповната моќ на развиените држави паѓа. И сега нема куповна моќ за кругот се затвора, за лон сервиси и така натаму. Така. Накратко само за крај, каква е вашата прогноза? Ќе истуркаме наредниве месеци, пошто бидејќи знам дека сте во контакт и со енергетските власти, да кажем, имате информации и така. Видите, ако не се сменат односите меѓу цената на гасот и цената на електричната енергија во овој момент, и ако тето остане во погон целиот тој период, значи да нема проблем од аспект не технолошки, него од аспект на пазарните односи на тие два елемента, таму е многу битна електричната енергија и гасот, може да се продолжи овој режим на работа и да се најде решение, има решение, да не ги дискутираме сега, да и двата мали сегмента, кои се издвоени од главниот дел, тоа е Железара и Скопје Север, тука веќе ќе треба да се види кој ниво на власта ќе се уклучи, за да можат тие да добијат нормално купување на гасот, бидејќи тука е само тоа проблемот за таа работа. Мислам оти може да се најде решение за да се истурка јануар и февруар. Има обеќања, вчера за тоа беше тој разговор со министерот, има обеќања, ние се надеваме оти утекот на денешниот ден ќе има решение за да и тие два објекта почнат да работат нормално. После вас, после вестите овде ќе сетне Фатмир Битичи, па мислам дека тој ќе ги има по-квалитетните одговори да само кај нив работата. Димитар Хаџибишев, благодарам за овој утрески брифинг, како и секогаш кога е енергијата, особено топлинската енергија во прашање.